Рок-н-рол културата или рок-н-рол состојбата на општеството не се отпира само на тоа што го знаеме во 50-тите години како појава на рок-н-рол. Рок-н-рол културата ја успори, ако можеме да кажеме дека ја запре Виетнамската војна. Рок-н-рол културата придонесе во голем дел да се ослободи најдолгогодишниот политички затвореник на оваа планета Нелсон Мандела. Рок-н-рол културата е нешто што состојбата на општеството ја следи не само низ музика, но како состојба на дух и акција, активноста на секој поединец кој живее во едно општество. Рок-н-рол културата или рок-н-рол состојбата на општеството е да се биде гласен. Да се биде гласен, да се биде бескомпромисен и да се залагате за прогресивни категории, за прогресивни промени, за демократски, подарски промени. И тоа што јас пред неколку дена го напишав беше еден, би рекол, крик, дека сакаме рок-н-рол влада, која ќе се занимава со рок-н-рол состојба на општеството. Рок-н-рол состојбата на општеството во услови на авторитарен режим, таков како што имавме до пред неколку дена, е општество кое е гласно. За жал, добро е што ја имаме оваа прилика да се погледнеме, ако не меѓу себе, барем сами себе си. И да кажеме дека рок-н-ролот не беше баш многу гласен овие 10, 11, 12 години. Очекував дека рок-н-рол заедницата или рок-н-рол драйвот во едно општество ќе биде погласен и ќе биде попродорен. Ја чувствував и слушав рок-н-рол во ушите додека одев да присуствувам и да учествувам на некој начин, иако тоа беше нивен настан или нивна серија настани на настаните, на демонстрациите на студентскиот пленум. Бев и секогаш кога зборувам за ненасилната револуција во Република Македонија, секогаш почувам со студентите. Чувствував рок-н-рол и тоа имаше рок-н-рол дух, целата таа шарена револуција. Тоа беше рок-н-рол. И тоа беше онаа состојба на општеството која му недостасуваше на ова земјиче наше сите овие години. И тоа е нешто што ние мораме да го негуваме. Иако, правејќи повторно еден круг во таа смисла, знам дека многумина што имаат електрична гитара како нешто што можеше да придонесе многу повеќе и многу побрзо да ја кренеме рок-н-рол состојбата во општеството. Слободарската состојба, состојбата на духот во ова општество, ја употребуваа таа гитара, се разбира, меѓутоа на свадби, на затворени, полузатворени, владини, паравладини, полувладини проекти и проектчиња кои беа насочени во јакнење на турбофолкот. Затоа што, драги пријателки и пријатели, дури и рок-н-ролот може да звучи како турбофолк, ако го пуштите на тие звучки кои ги носеше долго време една клика, која сега, ако ништо друго, бареме под истрага на СЈО.